Надежта не ги напушта болните од цистична фиброза. Тие и понатаму се надеваат дека лекот Трикафта ќе го добијат сите кои се борат со оваа ретка болест. Пациентите одврват на водно, упатија порака до надлежните, да нема поделби за кој ќе има лек, а за кој не. Туку терапија да се обезбеди за сите, од најмал до најстар. Искачувањето беше тешко, ама беше полесно отколку освојување на Трикафта за сите. Се надевам дека за скоро време ќе имаме подобри вести. За сега имаме еден одреден почеток со кој би е најавено дека ќе почнат над 12 години да се користи Трикафта. Останува да се овозможи. Надежта последно умира, како викаат. Се надеваме, како што кажав, една година, сега више мислам дека е време да добиеме. Крајно време да добиеме Трикафта. И родителите кои имаат деца со оваа болест упатија апел до власта. Трикафта да има за сите. Искачувањето до врвот многу лесно беше со самата идеја што не водеше за лекот Трикафта. И Трикафта за сите. За лек молат и родителите кои имаат деца, а не им одговара Трикафта. Туку за лекување на болеста им е потребна друга терапија. И се надеваме дека кога би се решил проблемот сега со Трикафтата, дека и понатаму и за сите други лекови како што ќе излегуваат и за другите генотипови, дека тоа ќе иде полесно. Ќе се воведуваат и новите лекови за другите генотипови. Болните од цистична фиброза со месеци бараат од државата да го обезбеди лекот, кој ќе им го промени животот. Најновото ветување од владата е дека се обезбедени пари во предлог буџетот за 2024. Со тоа што за идната година ќе има околу 12 милиони евра за лекот Трикафта. Сумата се уште е далеку од потребните над 30 милиони евра, кои според пресметките се потребни за да се набави лекот за сите пациенти во земјава, кои се околу 130 на број.